Запленети стотина тони дрога, конвои на камиони, специјалци, инспектори, обвинители. Македонија почна да наликува на наркодржава. Ни недостасуваат само зборовите на Пабло Ескобар, пари или олово. Производството на канаби за медицински цели беше проект Чедо на Зоран Заев. Токму неговата влада, во која министер беше Венко Филипче, беше таа што го доотвори пазарот и ги делеше лиценците. Легализацијата ја представува како револуционерен чекор кој ќе ја модернизира Македонија, ќе донесе вработување и милиони евра. Демек Скопје ќе стане новиот Амстердам. Наместо Амстердам станавме Меделин. И ова што сега се случува нема врска со дебатата дали во Македонија треба да се легализира марихуаната или не. Туку со фактот дека во последниве години Македонија се соочува со феноменот што не ни е нов. Законски поставена индустрија која во пракса се користи за незаконски цели. Легална рамка за медицински канабис која на хартија изгледа како примен за современ и регулиран пазар, но во реалноста е само параван за голем шверц на дрога. И прашањето не е само криминално, тоа е институционално системски. Како е поставен системот? Дали контролата досега ја држала државата или паралелно политичко-криминалните структури? Знаеме до кого се блиски фирмите, кој давал лиценци, кој потпишувал правилници. Така што мора да се испита и да одговара и оној што вака фалично, случајно или намерно го поставил системот.